По храбрата одлука на едно од трите девојчиња од Прилепско кое вчера во полиција пријавило дека нивниот татко ги силувал нези, двете сестри цели 3 години, јавното обвинителство побара притвор за таткото и за мајката. Против 36 годишниот татко од Прилепско има сомневање дека ги силувал своите 3 ќерки и е донесена наредба за спроведување на истражна постапка. Периодот од 2021 до 2023 година таткото во повеќе наврати во домот вршал полови дејства врз своите 3 ќерки родени 2008, 2010 и 2014 година, кои во време на сторувањето на делата немале наполнето 14 години. Исто така истрага има и против мајката на девојчињата за кривичното дело, за пуштање и малтретирање на дете. Според првичните изјави, трите девојчиња и кажале на мајката дека нивниот татко вршал оплјуба и полови дејства врз нив, а таа ги убедувала дека е срамота да го пријават и дека треба да ги почитуваат родителите. Од првата детска амбасада Мегеши за Канал 5 вела дека итно е потребно носење на закон каде ќе се зголемат минималните казни затвор, дури и да има доживотен затвор за сторителите на овие дела. Исто така потребна и поголема комуникација и во училиштата и институциите за социјална заштита. За ваквите родоскрнувачи и силувачи се бараме како прва детска амбасада во светот Мегеши и најстроги казни, секогаш сме барале од минимум 15 години и доживотна казна затвор. Според Змејанац, оние кои издржале казна затвор најчесто го повторуваат делото. Тој вели дека педофилите мора да имаат алки на движење, но и дека треба за нив да има хемиска кастрација. Со борците за човекови права, кога се дебатираше дали ова доволно хумана мерка и дека педофилот дури да се стави под медикаментно фармаколошка терапија, тој може на друг начин да го повреди детето. Вие знаете дека сега дури во една америчка држава, во Чешка и во некои други држави е воведена и физичката кастрација. Она што ние се залагавме како најминимално хумана мерка е медикаментно фармаколошка терапија, така наречена хемиска кастрација, таа да биде задолжителна, не доброволна како сега, за да му се намали казната затвор. Во вчерашниот билтен на МВР и татко од Тетово беше пријавен од неговата бивша супруга дека го силувал нивното малолетно дете. Во Македонија има регистар за педофили кој служи за пријавување на педофилија на бројот 15505, но и нивните профили се објавени на оние педофили кои служат или одслужиле затворска казна. Според кривичниот закон сега минималната казна е 8 години, а максималната казна 20 години.